Доцне изградбата на подземната сообраќајница во Струмица. Проектот согласно предизборната програма на градоначалникот Зоран Заев требаше да биде готова до крајот на 2015 година. Од општина Струмица сепак добивме одговор дека овој проект ќе се реализира до крајот на годината. Овој пат треба подземно да ги поврзи двете улици кои се пресечени со градскиот парк за да се создаде нова врска меѓу двете страни на градот. Ако со вашиот автомобил се наоѓате на улицата 24 октомври и сакате да стигнете до улицата Ванчо Китанов, која е само 50 метри оддалечена пеш едната од друга, на вас ви се потребни околу 2 километри возење низ центарот на Струмица. Овде струмичките возачи се соочуваат со огромни трошоци и огромен метеж низ центарот на Струмица. За да се реши овој проблем, градоначалникот Зоран Заев во својата предизборна кампања вети изградба на подвозник кој ќе ги спои овие две улици. Заватот за изведба нова подземна сообраќајница е слична на изведбата на подземната сообраќајница која поминува под плошадот Гоце Делчев, која е реализирана во 2009 година. Последните неколку денови зачестија пресконференциите на граѓаните кои сметат дека Струмица е оставена сама за себе, а бараат и оставка од градоначалникот Зоран Заев, за кој како што велат, главниот проблем за запоставувањето на општината лежи кај него. Веќе 3 месеци во Струмица се кампува, се протестира, се покренуваат петиции за оставка на првиот човек на општината. Заев треба да си замине од позицијата градоначалник и да се соочи со народот и да распишат нови локални избори. Зоран Заев вчера самиот призна дека не е во Струмица и дека може да го најдат во Скопје. Цело е дека не се решат проблемите на граѓаните на општина Струмица, ние ќе кампуваме овде и бараме од него да си даде на него публика оставка и да даде на луѓе кои што сакаат да работат за општината, да дојдат на чело и да станат градоначалници. Значи, ние сакаме да имаме асфалт, децата да не ни се разболе. Нема прочистителна станица, заради неизградба на истата, квалитетот на животот на граѓаните е во константно опаѓање, а згора на се и парите кои Заев ветуваше дека се обезбедени за реализација на истата е прашање каде завршиле. Дали градоначалникот Зоран Заев ќе се врати во Струмица со цел да ги реализира ветените проекти до истекот на мандатот кој трае до март 2017 година или ќе распише предвремени избори што се на барање на граѓаните на Струмица, останува да видиме.